Околу 9% од шумскиот фонд годинава изгоре во големите пожари кои беснееа низ државата. Дел од пожарите се резултат на климатски промени, но за дел од пожарите постои сомневање дека се намерно предизвикани заради нелегална сеча на шумите и бизнисот со пелети. Затоа се размислува во иднина дрвата од опожарените предели да не бидат предмет на купопродажба. Тоа е една од можностите за која што веќе се разговара и се анализира, да кажеме, во одредени кругови таму каде што треба. Можеби постои коинциденција на појавата на пожари во Берово и Пехчево пред неколку години со потребата од ресурс кој што ќе има поевтина цена за производство на пелети или нешто друго. Не би сакал да укажувам на никого, меѓутоа е сериозна индиција и за воиднина, како што и други мои колеги спомна, размислуваат воопшто дрвната маса која што потекнува до пожарени површини не биде предмет на купопродажба, туку да оди за, не знам, да се расчисти таа површина, евентуално дрвната маса се донира на институции кои што се подгрижа на државата и така натаму. Освен пожарите, дополнителен проблем е и нелегалната сеча на дрва. Формалните податоци на институциите се од 25.000 до 30.000 кубни метри на годишно ниво. Меѓутоа, според одредени истражувања кои што прават споредби со потребите за загревање и официјална потрошувачка, укажуваат дека и околу 500.000 метри кубни на годишно ниво има нелегално дрво на пазарот. Значи, втор проблем или пак ако сакате уште поголем проблем од пожарите представуваат токму илегалните сечи и ние како држава за жал можеме да констатираме дека сме лидери во регионот во тој дел и тоа секако не ни служи на чест како општество. Страдаат шумите од илегални дејанија и според проценките на ФАО таа некаде се движи околу 500.000 кубни метри на годишно ниво, што секако е фрапантен податок, бидејќи колку за споредба тоа се отприлика некаде 500 километри, вие да ги наредите со дрва во висина од 1 метар. Тоа секако, пак велам уште еднаш, не ни служи на чест и дефинитивно ќе мора не само шумарската наука, туку општеството генерално да се подзамисли малку над овие податоци. Шумата не е само метри кубни, туку показател од кој ни зависи водата, воздухот и слично, вели Соколовски, додавајќи дека треба да се води грижа за ова добро.